До крајот на годината 39 социјално загрозени семејства од Виница ќе добијат сопствен дом. Државата започна постапка за изградба на социјална зграда во општината, наменета за најранливите семејства. Постапката е во тек, очекуваме да биде распишан тендер за изградба на тие станови и на тој начин да обезбедиме за сите оние ранливи категории на граѓани во наредниот период со одредена помош на државата преку Министерството за транспорт и врски и Министерството за труд и социјала обезбедиме да помогнеме на тие ранливи категории. Во меѓувреме, општина Виница ги обезбеди сите услови за постапката за изградба да започне час поскоро. Тоа ќе биде веднаш до јавното предпријатие Солидарност Виница. Имаме маркица, имаме обезбедено парцела, деталниот план е таму донесен, така да постапката, како што каже и министерот, постапката е во тек. Моментално се избира фирма која што ќе добие тендерот. Се очекува дека до крајот на годината или почетокот на следната година ова стамбена зграда ќе биде изградена. Ова беше најавено денес при посетата на министерот Цугарески на Виница. Оттаму тој најави дека работа и пари за оваа општина од министерството има уште. Истите ќе се користат за капитални проекти. Преку Министерството за транспорт и врски останати се 250.000 евра, 230.000 евра средства за општина Виница, кои што ќе бидат искористени исто така за проширување филтер станицата во Виница. Така да моите очекувања се дека и тој проект ќе биде реализиран преку Министерството за транспорт и врски. Во моментов пак привршува реконструкцијата на водоводната линија во Виница во должина од 3,8 километри. Првата фаза е завршена, главните цевководи, поврзувањето на шахти е завршено. Сега се работи втората фаза, тоа е поврзување до секој дом. Исто така со Министерството за транспорт и врски и јавното предпријатие за државни патишта, како што знаете, почнавме со активноста, а тоа е проширување на патниот правец од Петланска река Виница до село Бигла Делчево. Значи, општина Виница има обезбедено 32 милиони денари за проширување на овој патен правец. Од Виница Сугарески ги повика сите градоначалници да подготват квалитетни проекти и да аплицираат за средства, кои министерството дополнително ќе ги обезбеди преку кредитна линија на банките.